Подпредседателе, почитувани колешки колеги, премиер, македонска јавност. Продолжуваме со дискусијата разрешување на господинот Адмир Ималити од функцијата министер за информатичко општество и администрација. Доволни беа излагањата денес на колегата и колешката од Алтернатива и секако колешката Ина Василевска. Јас нема да навлегувам во тоа, најверојатно пиар машинеријата на владата направила превид, недоволно експонирана и тој самиот, меѓутоа и голем дел од неговата работа. Она што мене ме интересира и зашто ќе се задржам од оваа говорница денес се изминатите 6 години, што фактички се случи со она бомбастична најава реформи во администрацијата. Значи, едно од главните ветувања пред да се дојде на власт е дека кога ќе настапи на власт Социјалдемократскиот сојуз, веднаш ќе настапат реформи во администрацијата. Да го видиме резултатот, кој е тој резултат на тие реформи. По дефиниција, реформата значи подобрување или измена на нешто што не е добро, нешто што треба да се промени, нешто што треба да се направи, да се измени. Еве што е направено. Најголема реформа, убедливо најголема реформа во администрацијата е како да се вработат партиските војници на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ, не исполнувајќи ги критериумите за работните места. Што треба да се направи за да може да се вдомат што е можно поголем број на овие партиски војници? На каков начин? Па секако со стотици промени на систематизации, со еден јавен оглас, па поништување на тој јавен оглас, па повторно друг јавен оглас, се додека не се вдоми партискиот војник, нели секако на база на заслуженото. Тој е заслужен, се борел против ВМРО ДПМН, се борел против граѓаните и сега него му следи заслужено место. Веднаш, откако ќе биде применна работа, започнуваме со другата етапа, а тоа е да се зголеми коефициентот на сложеност, за да може да биде скапо платен. Затоа што тој нема да работи за државата и за народот, тој ќе работи за партијата. Па наместо да го плаќа партијата, ќе го плаќа државата и така натаму. Што е директна последица на овој начин на реформирање на јавната администрација? Енормно зголемување на бројот на административци. Денеска, јас сум сигурен дека точниот број ниту еден припадник на владата на Република Македонија не го знае. Тоа го знаат граѓаните, кои што секојдневно се на шалтерите и по канцелариите на министерствата, каде што доскоро, до пред неколку години имаше еден или двајца вработени, а сега имаме 5. И кога треба банална работа да се заврши, да се добие отпусна листа или да се добие некое уверение, од тие сите 5 присутни лица во канцеларија се повекуваат на 6-тиот, кој што наводно не е овде денес, туку е на годишен одмор. Значи, вие, за да добиете најобично уверение, мора да се вратите неколку пати и од така наречениот едношалтерски систем со Социјалдемократскиот сојуз се вративме на повеќе шалтерскиот систем. Секој наш граѓанин треба да помине сите шалтери во една зграда, за да може на крајот да се здобие со едно уверение. Значи, најобична работа не може да се заврши. Е така, кога се вдомуваат исклучиво партиски војници кои што не исполнуваат критериуми за соодветното работно место. Одиме понатаму. Диагонално со образованието, за тоа што кадрите за приватниот сектор и за јавниот сектор произлегуваат од образованието. Едно со друго е поврзано. Да се подсетиме кои тоа реформи се направија во образованието. Затоа што тоа па е клучно министерство, од таму произлегуваат најдобрите кадри и за приватниот и за јавниот, односно државниот сектор. Првата и основната реформа беше
отстрани ги компјутерите, и денес ми беше потврдено, стави ги во депоата, благодарам на колешката, јас велам стави ги во подрумот, отстрани ги. Тоа беше првата реформа. Втората беше постојано зборувај за реформи во образованието. Иако ги нема. Не постојат, тие се невидливи. Меѓутоа, постојано зборувај за реформи во образованието. Одиме понатаму, третата етапа беше поставија Мила Царовска за министер за образование и понуди го концептот за електронски учебници, за да на крај завршиме со тоа што нема печатени учебници овој септември, најверојатно наредниот јуни. А знаеме кога ќе дојде наредниот јуни, дека ќе одиме на годишен одмор и повторно се враќаме на месец септември. Само што во меѓувреме сите ние изгубивме една година. Најголемиот срам во образованието. Децата учат без учебници. Она што сакам да кажам, а овде беше спомнато денес, околу слободата на говорот. Неколку реченици кажани од устата на господинот Младен Чадиковски, председател на ЗНМ. Исклучително е важно. Затоа на таков начин ја започнав дискусијата, ја спомнав пиар машинеријата на владата. Владата создаде најголема редакција во државата. Дали некогаш во изминатите 30 години сте слушнале вакво нешто? Владата создаде најголемата редакција во државата. Тоа е прво. Второ, владата ја превзема работата на новинарите, а владините функционери имаат потценувачки однос кон новинарските работници. Тоа е по два. И како крунски доказ дека ова е точно, истиот тој Чадиковски вели дека ние на едно прашање со денови чекаме одговор. Со денови чекаат одговор од владата. А кога ќе добијат одговор од владата, тој одговор го нарекуваат памфлет за објава. Ве молам, памфлет за објава. На крајот, останаа уште 2 минути. Ова е најголемиот доказ дека овака не мириса крајот. Ова е, почитувани колешки и колеги, крајот. Кога владата комплетно ќе се оддели од своите граѓани. Тоа е крајот. Ќе завршам со една мисла на еден мој сограѓанин кој што деновиве имав прилика да го видам, се бави со земјоделство, со овоштарство поточно, чие што цена на јаболката достигна фантастични 25 денари во Неготино. Фантастични 25 денари. И тој ми вели за расположението меѓу народот како е, за тоа што ние цело време комуницираме со нив. Денес да падне Социјалдемократскиот сојуз, од утре сите ќе живееме подобро. За тој ден вреди да се живее. Тоа е основата. За тој ден вреди да се живее. Ви благодарам. Реплика Драгица Ѓавочанова.